Охрид викендов живее со 8-то издание на атлетскиот викенд, спортската манифестација Охрид трчат. Повод да поразговараме со нашиот засега единствен олимпиец и учесник на летните олимписки игри во Париз, Дарио Ивановски, и неговиот тренер Игор Јакимовски. Добре дојдовте во Охрид. А како се чувствувате непосредно пред оваа трка, меѓутоа и пред два големи настани на кои ќе го гледаме Дарио ова лето? Така, благодарам. Чувството е прекрасно. Секако Охрид и Охрид трчат е една од моите поомилени трки во Македонија. И иако имам два големи надпревари кои чекаат, нели, да бидам и да се покажам во најдобро светло, сепак решив тука со семејството, со тренинг партнерите, со моите луѓе, да дојдам и овој викенд да уживаме и да го направиме Охрид трчат уште подобар заедно со организаторите. Голема благодарност за нив. Така да оваа трка сум тука за да бидам само со Охрид трчат и со целиот тим да се дружам и најдоброто да го оставам за во Рим, па Олимписките игри во Париз. Да, тоа се двата големи настани, Европското првенство и Олимписките игри. Како оди брусењето на формата за сега, до сега? Брусењето на формата оди одлично. Можам да кажам дека сум во врвна форма, во уште подобра форма него што бев во Севилја. Така да за тоа нема јас да зборувам сега, ќе оставам да видиме што сме одработиле на трката во Рим, односно на полумаратонот во Рим, и после тоа главниот спектакл, тоа ќе бидат Олимписките игри. Јакимовски во Севилја беше одлично, а сега формата оди во нагорна линија. Ја темпирате ли доволно добро пред овие два големи настани? Дали е возможно на двата да очекуваме ние како јавност секогаш сакаме, нели, се подобро и подобро, меѓутоа што ќе биде фокусот? Најпрво ви благодарам за поканата. Второ што ќе го кажам е она вистинското што јас сакам од срце да го кажам. Ми представува вистинска чест и задоволство воопшто, значи да го имаш Дарио како човек во својот живот и да работиш со него на било која тема. Значи тоа е човек кој што е неверојатно посветен. Вие сами знаете што значи да си индивидуален спортист во ова денешно време. Значи кај нас со какви се предизвици ние се соочуваме и на сето тоа тој остварува врвни резултати, на сето тоа останува врвно посветен и оваа негова 10-та јубилејна сезона во кралицата на спортовите ја крунисаше токму со тој резултат во Севилја, а треба да заокружи дефинитивно со неговиот сон, односно остварување на тој олимписки сон, маратон во Париз. Дефинитивно ние се посветивме многу оваа сезона и, како што знаете, тој и самиот има неколку пати кажано дека токму во таа дисциплина маратон се пронеде највеќе себе си, за кое што напорно работевме, еден процес кој што бара голема жртва, големо отсуство, големи периоди на тренирање. Сами знаете што значи токму подготовката за тој маратон и еве до што стигнавме. И Дарио не застанува тука, продолжува понатаму во истина, и видовте колку е самоуверен и токму тоа кај мене чувство е најизбрусено како негов буквално втор човек во животот, значи да верувам во него и навистина изградив голема самодовера и овој пат како што ви ги кажува зборовите, токму јас така му верувам дека ќе стигнеме до тоа што треба. Ние сме мала држава, секој настап на големо надпреварување е навистина нешто изводрено, како што ќе бидат настапите на Дарио и на Европското првенство и на Олимписките игри, но дали како општество ги препознаваме овие моменти или доволно правиме за луѓето кои се наши репрезенти, најдобри амбасадори можни воопшто на Македонија надвор од нашата земја, на сите надпреварувања на кои настапуваат? Дефинитивно атлетиката е на маргините во нашето општество. Тоа, мислам, не треба што да се елаборира и да се знае, а тој спорт е толку прекрасен, толку моќен во светот. Значи, ако ви кажам дека кога сме биле со Дарио на светски европски првенства, значи не можеме во хотелот да влеземе, што е официјално од луѓе кои што чекаат автограми, кои што носат еден куп материјали со нив, значи атлетски списанија, да им ги потпише било кој. Тие во моменти дури не ни прашуваат кој е Дарио. Тие гледаат дека само е атлета и тие секого сакаат буквално да земат еден автограм. Значи толку почитуван спорт во високо развиените спортски нации во светот. Значи ја просто не можам да поверувам дека кај нас се уште ние не можеме да изградиме така кај
кај сите нас една општа култура за овој спорт, како да се почитува, како да се сака. Значи тоа е олимписки спорт број 1. Со самото тоа што е олимписки спорт број 1, тоа се кажува, нема потреба што да се елаборира. Меѓутоа, во ред, тоа е што е и ние треба сите заедно да работиме како во овој случај тука, во Охрид што изгради таков атлетски настан, значи бренд на Балканот кој што еве ќе видите од колку држави ќе дојдат. Не туку така Дарио ова ви го изјави пред малку, што значи он да дојде на една недела на трка во Охрид пред неговиот настап на европското првенство. Значи од почит кон нашиот македонски град Бисер, од почит према организаторите кои што направија страшен настан, значи од се она што е наша култура во Македонија и спортска и секаква, и затоа ние сме тука за да бидеме дел од оваа успешна приказна. Еве конкретно за јас, Дарио е поради негови професионални обврски 2 пати отсуствуваше од Охрид трчање, значи ова ќе му биде 6 настап. Јас сите 8 до сега изданија ги имам, со утрешното ќе ги истрчам. Дарио, 2200 надпреварувачи од 31 земја, рекордно издание ќе биде ова на Охрид трчат. Градот и манифестацијата се почестени што ќе ти имат и тебе меѓу учесниците, но како ти гледаш на ова трка? Спомна на почетокот на овој разговор дека ти значи Охрид и се она што се прави околу Охрид трчат, но што е она што го прави посебно убав овој настап и привлечен за толку маратонци? Веројатно, целиот Охрид ми се допаѓа и за трчање инспиративен е, цело време се случува нешто ново, утекот на патеката, утекот на трката. Луѓето се исто така позитивни, ќе ги пофалам и од минатата година, значи јас толку многу дечиња у финишот сретнав кои што сакаат да се сликаат со мене, ме гледаат како херој. Доста дечињата ми викаат сакам да бидам како тебе кога ќе пораснам и едноставно се осетив добре дојден од дечињата и се осетив дека на дечињата им треба некој таков пример да видат и оните се така позитивен за да имаат на кој да се огледат и да бидат нешто во иднина. Следното прашање за двајцата. Трчањето е некако во експанзија покрај професионалците како тебе кои настапуваат на вакви манифестации, на трки. Се повеќе луѓето рекреираат, се повеќе трчат, па и рекреативно учествуваат, земаат учество во ваквите надпреварувања како што е Охрид трчат. Дали тоа омасовување може да изроди еден нов Дарио? Дефинитивно, трчањето како глобално, така и кај нас зазема голем замав и јас сум по старата генерација, веќе 33 години трчам, знам порано како било, значи само сме биле на некои тркачки настани во некоја двоцифрена бројки, тоа луѓе што се занимавале со атлетика. Сега, значи овие 4-цифрени бројки што вие ги спомнувате и на другите настани се јасно кажуваат до каде е стигнато ова. На некој начин ова преде за многу луѓе како еден начин на живот. Значи така го сватија едноставно во оваа денешница каде што секој си бара свој издувен вентил, го гледа спортот како излез, например, за подобро здравје, за малку смирување, за среќа, за малку смирување на стресот и така натаму, значи се пронаоѓаат токму во ова. Еве има доста дружини, сами гледаат дека цел викенд од петокот, значи од вчера, веќе Охрид е препон со овие што ќе настапат тркачиве, дали се тоа професионалци, дали аматери и така натаму, се веќе од вчера тука. Значи тие сакаат комплетно да го спојат викендот во едно уживање во овој наш прекрасен град, но и учество на настанот. Совршена спојка на се она што беше вашето прашање и токму може така најлесно да се дефинира. Во Македонија се повеќе имаат вакви настани, секој град сака да има свој настан и воедно да се промовира пред јавноста, пред тие што ќе дојдат, пред странците што ќе дојдат, да го поврзат малку и туризмот, се што го одликува тој град, стварно се добива на крајен финален производ кој што се вика среќа. На секој поле и на крај резултат. Кога ќе видите некој финишер, еве Дарио на пример завршува полумаратон за да речеме отприлика 60 и неколку минути, завршува некој со дупло, а можеби некој со тродупло време од тоа и тој пак среќен. Тоа кажува се. Дарио, може ли да изнидрат ваквите манифестации некој нов тркач следен се разбира
кој ќе биде инспириран од резултатите кои ги Так. постигнувате и вие Да. и останатите кои Дефинитивно ова е професионално се дел и од занимаваат. мојот проект, затоа сум и на секоја трка во Македонија, колку се трудам да бидам на секоја трка присутен, поради тоа што сакам дечињата да видат вистински квалитет, каде што ќе можат да се измотивираат и што помасовно, што повеќе и родители се занимаваат со трчањето, така да тие ќе остават и добар пример и секако ќе има и многу повеќе и поголеми таленти. Така да тоа е тоа. На Европското првенство нема да си единствен македонски репрезентативец. Андреја Страјковски ќе настапува исто така Так. во скоков во далечина. Веднаш заминуваш после Охрид за Рим, како ќе тече периодот до Европското првенство? Така, веднаш, мислам, ден-два ќе бидам дома и во среда одам во Рим, тамо ќе бидам неколку дена, во недела трчам јас. И како што кажав, го очекувам најдоброто од мене. Верувам дека ќе секако сум тамо со норма, не сум со валд карта или со ранкинг, значи се чувствувам конкурентен на трката. Значи верувам дека ако го дадам максимумот и ако истрчам тоа што можам, дека ќе освојам добар пласман. Имаш одлично си рангирани на светската листа на маратонци, 78 место, ќе настапиш на најголемиот спортски настан несомнено на планетата, тоа се летните олимписки игри. Што очекуваш од таа трка? Тоа ќе биде маратонска трка во која ќе учествува најдоброто од светот на атлетиката. Во маратонската трка не се знае ништо. Значи тоа е еден таков долг пат каде што можат многу работи да се сменат и јас за мене размислувам 100% позитивно и верувам дека ќе го извадам најдоброто и дека Македонија ќе гледа во топ пласман македонец како се бори за знамето, за државата и за луѓето. Екимовски, кои беа твоите совети, кои се уште советите кон Дарио пред овие два големи настани? Највеќе ќе дискутирам за Олимпијадата. Значи, како што кажа Дарио, ние Олимпијадата сваќаме сериозно, односно неговиот настап. Затоа ние се подготвуваме максимално сериозно и 100% посветени. Еве, сега вака ќе објавиме и јавно, значи ние ќе заминеме веднаш после Европското првенство за краток временски период, ќе заминеме на подготовки што ќе бидат токму во Франција и ќе бидат цел месец. После заминуваме директно таму на Олимпијадата и таму ќе продолжиме уште некои 20 на дена, че вкупно 50 дена. Со ова кажуваме се. Колку сме ние фокус, што сакаме да направиме и она Дарио што го рече. За знамето, за државата и за народот. Значи ќе оди Дарио на најдоброто од себе. Тоа јас ви го гарантирам себе. Не знам што да се случи, тој ќе го даде најдоброто од себе. Кога ќе види народот, кога ќе види тренерот, кога ќе видат сите што го сакат, дека тој херој го дава најдоброто од себе, нема што да му се забележи за било што. Значи тоа е некое непишано правило во спортот, да го видиш својот спортист дека го дава најдоброто од себе. И да биде постап резултатот, не можеш ништо да му замериш. Едноставно тоа е најубавото нешто. А тоа кој ќе го круни се уште со добар, солиден или одличен пласман, тогаш комплетно е преказано. Јас очекувам дефинитивно дека Дарио ќе постигне одличен резултат, да бидеме реални на олимпијадите, се трча малку и тактички и се трча во временски услови, нели се лето, август и така натаму и секогаш биле малку послаби генерално, не зборам за поединец. Биле послаби резултати. И ние сме свесни за тоа и затоа сакаме да ги направиме подготовките таму и да бидеме максимално од тие услови да извадиме максимум. Севилја како Севилја, Валенсија се најдобрите маратони во светот, се трчаат во месеци кои што се многу идеални за трчање на медитеранска клима во декември, во февруари и затоа сите го вадат најдобрите резултати. Меѓутоа, верувам дека Дарио ќе извади максимум. Што те очекува до крајот на годината после овие големи настапи? После Олимписките игри, искрено не сум размислувал и немам некој преголем план, но за наредната година планирам да се подготвувам за светското првенство кое што ќе се одржи во Токио. Така да после Олимписките игри ќе си земам некој период малце да го опоравам цело тело, цел организам и да се спремам за следните цели. И здравје Боже, зашто да не и Лос Анџелес, односно наредните Олимписки. Да, тоа е амбициозен и реално
познавајќи ти, гледајќи ги твоите резултати и остварлив план. Сите ќе бидеме со тебе и на Европското првенство и се разбира на Олимписките игри, ќе стискаме палци и очекуваме да го дадеш најдоброто од себе, тоа знаеме дека ќе биде доволно да направиш Македонија на вистина горда, како што тоа го правиш секаде каде што се појавуваш на интернационалните надпревари. Пред самиот крај на овој куст разговор, која би била пораката до Охриѓани сите учесници кои ќе се појават на Охрид трчат на 8-то издание? Охриѓани, вие што трчате и вие што не трчате, слободно излезете, да навивате, да се дружиме сите заедно, поради тоа што спортот е нешто кое што не обединува сите како народ и да се дружиме на лице место за убави моменти. Екимовски, вашата порака и до спортската јавност нека биде. Јас мислам дека насловот се кажува Охрид трча и ние ќе трчаме. Подготвени сме за трчање, подготвени сме за спортски возбудување и се разбира, подготвено ги очекуваме Европското првенство и летните Олимписки игри на кои нашиот Дарио Ивановски ќе представува Македонија. Ви благодарам на вниманието, останете со нас и трчајте на Охрид трчате.